Драги мои, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис Муабети. Заедно со Фактор МК ве поздравуваме од овде од студиото на во овие летни горештини, меѓутоа знам дека наоѓате време да едноставно уживате со овие Бизнис Муабети било каде да се, дали да сте дома под клима уред или да сте на плажа. Во оваа епизода на Бизнис Муабети ви представувам една приказна која што доаѓа од Кочани. Се работи за ината групација, чиј што основач е Николчо Илиев. Импресивна биографија, неверојатна приказна. Преди официјално да го стартуваме разговорот, на самиот старт, нормално поздрав за нашите спонзори, Форма Нова, кои што се грижат за ова студио да изгледа вака како што изгледа, а изгледа неверојатно убаво, неверојатно добро. Затоа велат Форма Нова поблиску до вашиот дом, бидејќи е време, особено август, септември, време за реновирање, имајте во вид дека Форма Нова се овде, поблиску до вашиот дом и по однос на цени и по однос на акомоција. Бизнис Муабети на Фактор МК. Стартуваме во овој момент, јас сум Мишко Јонов, како што реков, наш гостин Николчо Илиев, основач на ината групацијата, ќе да знаете за што станува збор. Компанија која што работи, има многу бизнис под портфолија, компанија која што работи за европскиот пазар. За што точно станува збор во Бизнис Муабети на Фактор МК? Велам добре дојде за Николчо Илиев. Добар ден. Добар ден, добре ме најдов, благодарам за поканата. Со политика завршивте? Да, Така. јас не сум бил политичар никогаш, меѓутоа Не прашам затоа што бевте нели градоначалник на Кочани, така е, бев 4 години. Тоа беше една моја екскурзија, да видам што и како, меѓутоа сум среќен што сепак за тие 4 години успеав да оставам траги за кои што луѓето кои се искрени се уште зборуваат. Меѓутоа реков дека тоа воопшто не ми било ниту план, ниту сум бил член на некаква политичка партија, меѓутоа сплет на околности ме доведоа до тоа место. Се надевам дека со успех ја завршив и таа мисија и носам убави чувства. Не ве викнав за политика, бидејќи ова се Бизнис Муабети, ве викнав за оно што вие го работите. Имате неверојатна биографија. Јас ќе кажам импресивна биографија кога е вашата компанија или групација, како сакате, чиј основач сте вие. Прво, работите на друго место и 98, така се решавате, така, ако не грешно, 97-8 се решавате за свој бизнис. Тоа се времења кога Македонија ги минува тие детски болести, транзиција. Не ви беше страф? Вака, за да ви одговорам на ово прашање, морам да се вратам неколку години наназад, за да кажам за моето искуство и нешто што е многу важно, дека еден човек кој се гледа во бизнисот и сака честно и коректно да работи, не треба да има страф и не треба да има срам од ниту една работа. Јас во мојот живот имам работено на повеќе работни места. Веројатно ќе ни треба повеќе време за да раскажеме за се, меѓутоа нешто што е многу важно за мојата одлука и за мојот натамошен тек на работите, е многу важно да кажам дека јас поминав добри 7 години работејќи во една хрватска фирма од Загреб, место каде што имав прилика да ги направам првите чекори и првите искуства во делот на продажбата. Во тие 7 години имав убава прилика и убава можност да се сретнам со луѓе кои имаат огромно искуство, од кои што имав среќа да учам и да научам многу. Пред се од мојот директор, на кого не смеам никогаш да заборавам да искажам мојата искрена благодарност, кој ме прифати како свое дете и кој ме советуваше и постојано велеше дека не сретнал човек како мене кој е толку среќен кога успее во делот на својата работа. А че вие во Загреб? Да, директорот во Загреб. А вие? Јас исто во Загреб, на состаноци. Значи јас бев представник за Македонија и одредено време поминав во Загреб. Во тоа време имав прилика, значи ретка и убава можност да посетам и неколку европски саеми, велесаеми, како што беше саемот во Милано, во Загреб, во Брно и во Лајпциг. Нешто што многу ми помогна во градењето на мојата личност. И морам овде да раскажам една случка со мојот директорот, на состаноците постојано кога зборувавме и кога јас доаѓав на ред, тој ќе ми кажеше стоп, не така. И јас еднаш соблав храброст и му велам, директоре, дозволете да се искажам до крај. Тој ми рече само еден збор.
Премногу те почитувам за да дозволам да се тробиш со сопствената отров. Ми требаше доста време да ја разберам таа порака која и ден денес ја пренесувам прво на моите деца, на моите соработници и на сите пријатели. Што значи? Јас се сметам за ваш пријател, што значи? Знаете, тоа е тешко да го објасните, меѓутоа е многу важно да сватите дека во животот работите не се така како вие ги мислите и треба да дозволите луѓето со кои се поискусни да ви кажат и да тргнете по правиот пат. Како беше премногу ве почитувам за да дозволам да се тровите во сопствената отров. Тоа значи мислите дека постојано само вие сте во право, вие знаете како и така натаму. Значи треба да ги слушнете другите мислења за да направите еден компромис како да продолжите натаму. Таа мисла за мене многу значише. Секако тоа е една од поентите и една од работите кои ги научив таму, покрај моето искуство кое го стекнав и можноста што имав да посетам повеќе, како што реков, саеми, повеќе семинари. Тогаш беше ретко некој од овде да отиде во Умак на семинар или на Плитвички езер. Јас имав таа прилика во тоа време и навистина од луѓе кои значеа многу во тој дел на бизнисот да научам. Меѓутоа, работите во Југославија знаете како се одвива и таму многу порано се почувствува распадот на Југославија. И работите не одеа во најдобар правец, нешто што ме поттекна на размислување, на барање на времено решение, да не чекаме да дојде денот кога ќе мора да бараме решение. И едно такво размислување, една случајна моја средба со пријатели и тогашни раководители на Винка Виница, прерасна во една долгорочна соработка. Луѓето во разговорот со мене препознаа човек кој во тој момент може да и помогне во делот на продажбата, бидејќи Винка што туку започнуваше еден нов производен програм, поминувајќи од церади и шатори, поминувајќи во конфекцијско производство и токму таму требаше човек кој ќе помогне. Јас добив позиција директор на продажба, која, морам да кажам, заедно со мојот тим, со работници, многу успешно ја извршувавме и Винка, благодарејќи на тој ентузијазам, на таа несебичност, на тој труд кој што го влагувавме, ја издигнавме на врвот на текстилните фабрики, не само во Македонија, туку и пошироко на југословенските пазари. Винка постои уште, се извинав? Винка постои во некоја форма, меѓутоа не е тоа. Што беше? Значи, за тоа може многу да се зборува и треба да се зборува, бидејќи тоа се позитивни работи и позитивни работи кои мене ми се случили во животот. Јас жртвував многу од моето време, од времето за моето семејство, меѓутоа морам искрено да кажам дека имам како јас, така очекувам и моите тогашни соработници, пријатели да раскажуваме за она што го правевме во издигнувањето на Винка. Со распадот на југословенскиот пазар, моето работно место стана непотребно, нефункционално, бидејќи нема потреба, нема каде да продавате повеќе. Директор на продажба во Винка, така? Да. На конфекцијскиот дел, зборуваме за конфекцијата. Во тој момент, тогашниот менеджерски тим, односно управен одбор, ми ја согледувајќи ја целокупната состојба, ми даде работно место директор на конфекцијата со некои 700 луѓе, каде што работата повеќе не беше производство за домашен пазар и она што веќе го работевме со успех, туку мораше да се позиционираме на странскиот пазар, бидејќи единствена можност овие луѓе да бидат вработени беше изнаоѓање на фирми кои ќе ни дадат работа по тогашниот лон систем, тогашниот и сегашниот лон систем, и тоа беше една успешна приказна и моето раководење на тој дел на конфекцијата во Винка допринесе една голема стабилност и навистина една големо име изградивме и Винка ја донесовме во врвот на текстилните фабрики во нашата држава, во Македонија. За жал, гледајќи ги работите, јас тогаш како се движат работите во текстилните компании, да не ги споменувам, меѓутоа тука е еден Астибо и огромните Нонче Камишови и огромните други комбинати. Македонка и каде што работите тргна на надолна линија. Јас навистина имав добро работно место, бев
почитуван како соработник, како колега, меѓутоа и уважуван на пазарите надвор од државата. Меѓутоа јас, не гледајќи долга перспектива, одлучив и моето заминување на 1.12.1997 година го најавив дека заминувам, како што беше мојот менаџерски договор од после 6 месеци, односно од 31. мај беше мојот последен работен ден, за кој исто така можеме многу да зборуваме. Изненадување беше за многу мои пријатели, изненадување беше и за моето семејство, меѓутоа мојата одлука беше неотповиклива и продолжив по патот што тогаш го замислив. Тогаш ја основав компанијата ИНТ, значи почнав со работа на 3 јуни, и до денеска, еве, нешто повеќе од 26 години. 98, така? 98. Ја формирав. Во делот, тогаш почнавме со 4 партнери, ентузијасти, меѓу кои беше мојот брат, еден од моите, ние сме 3 браќа, еден од моите браќа, и уште 2 странски партнери. На кои исто така едниот господинот Дитер Шмидт, германец, кој исто така многу ми помогна не само во работата, туку и во животот со неговите несебични совети. Советот со човекот и денеска комуницираме, има нешто повеќе од 80 години, односно поточно 85 години, меѓутоа нашата комуникација на неделно или месечно ниво е и денеска, и навистина имаме за што да раскажувам, бидејќи бележевме сите огромни успеси. Фирмата за кратко што ми основав, јас бев спремен да жртвувам се, повторно, да се вложам целиот, мојот ентузијазам, моите познавања што ги имав во делот на областа, и тргнав храбро во делот на доработката, односно доработката, лон системот. Фирмата растеше од првиот момент и тој раст беше забележителен и незапирлив. Јас научив да ги почитувам партнерите и да ги извршувам моите обврски и моите задачи кои ми беа доверени. Тоа ми помагаше бргу да добиваме нови и нови, подобри и подобри партнери, и можам со гордост да кажам дека во моето 25-6 годишно работење успеав да донесам и неколку брендови за прв пат во Македонија, кои навистина сметам, ако сме искрени и ако сите се искрени, дека многу помогнаа во одржувањето на текстилната индустрија во Македонија. Па, например, еден од поголемите брендови кој во Македонија подолго време работеше е брендот Гери Вебер. Значи, јас го донесов во Македонија и јас во тоа време работев преку 2 милиона парчиња во цела држава, преку 2 милиона парчиња. Тоа секако не е лесно да се... Што правевте за нив? Значи, производувавме женска горна и долна облека. Како она што е можно во Македонија да се произведува. Како се стигнува до тие големи компании? Треба тешко значи, да ги убедите сега, или? Вака, значи, прво реков дека без да се откажете од сите привилегии во животот што ви следат, односно да се посветите целосно на работата, без да бидете жртва, без да биде жртва вашето семејство, и без да се откажете од одморот. Значи, јас одмор, не знам кога последен пат сум споил 5 дена, едно по друго да ги направам годишен одмор, се во интерес на работата. И на секој телефонски повик да одговорите, бидејќи не очекувате од телефонскиот повик кој го гледате некаков проблем, туку очекувате некоја порака и понуда за нови 100.000 парчиња. Еден такво чувство, еден таков предизвик ве тера постојано да бидете мобилни и да очекувате една убава или една нова, поубава и поубава понуда. Да, затоа реков неверојатна приказна од 98. Еден таков пристап ми овозможи да донесеме купувачи кои, како што реков, никогаш не били во Македонија, и растот и развојот на ИНТ да биде незапирлив. За само 4 години од основањето успеавме да се вброиме помеѓу 200 најуспешни во државата.
Веројатно, тука мора да кажеме дека ние се надпреваруваме во Македонија. Тоа веројатно за европски рамки тој успех не значи многу, меѓутоа ние ако се надпреваруваме и живееме овде во Македонија, сепак тоа не беше една нова гордост, меѓутоа и нова обврска. И за 4 години не е И тој тренд не пратеше во следните 15 на години. Се додека почна да влегуваат странски поголеми компании и така, ние стоевме на тоа место. И не само таму, во 2012 година се броиме помеѓу 200 најголеми компании во државата. Што значи најголеми? Тоа значи по обрат. По обрат, така? По обратот, да. Значи, она по успехот е по добивката. Најуспешни, да, по добивката. Успешни компании, а додека другиот дел во најголемите компании по обратот што го правите на годишно ниво, и тоа да не зборам дека дојдовме до некое 80-то место во државата, 83-то, така. Добро. Освен Гери Вебер, и за други големи компании? Апсолутно, ние имавме до 20 на компании. Значи, ние од овие познативе што се, например, за кои сте работеле? Па, нема компанија за која нема работено, значи, дали е тоа дизел. Ние во еден одреден период работевме за Александар Меквин, значи тоа е бренд кој е навистина престижен бренд и такви повеќе има. За Армани работевме, тоа не се количини кој знае колкови, меѓутоа за имидж успеавме да работиме. Апсолутно, да. Што работевте за Армани? За Армани работевме детски програм и работевме халјини. Вие ги наоѓавте или они ве наоѓа или ви препорачуваа? Значи вака. Први треба да знае, сакам да кажам дека најважно е кога основате една компанија која во животот е основањето на компанијата и работата и животот не се едноставни. Јас тоа сакам да го споредам како качување по дрво. Значи кога основате компанија исто како да почнете да се качувате на едно дрво, стабилно дебело, и тоа има на почетокот е прилично дебело, нема гранки за што може да се фатите и ви треба многу кондиција да почнете да се качувате да дојдете до првите гранки. Понатаму оди полесно бидејќи имате стеблото е потенко, гранки многу и како што одите нагоре стеблото станува потенко и кога дојдете до врбото од сите страни дуваат ветрови. Уметноста е колку долго ќе успеете да се спротивставите на ветровите на таа висина и да останете на врбот. Тоа премиса која што мене ме води, колку време ќе стоиш пошто ветришта дуваат од сите страни, а особено во Македонија се чудни тие ветришта. Така, па секаде во глобалниот свет секаде тоа е веќе така. Меѓутоа, кога вие ќе жртвувате се, како што направив јас во тоа време, кога ќе имате идеја, кога ќе имате ентузијазам, кога ќе работите напорно, кога нема да правите годишен одмор, кога нема да трошите непотребно, тогаш успесите се овде. До вербата, за да ја стекнете ке партнерите, ви треба време на докажување. Секој партнер, дали сме овде или било каде, бара некој кој ќе биде решение на проблемот, а не додатен проблем. Не знам дали ме разбравте што сакам да кажам. Да. Значи, секој партнер покрај профитот бара соработка со компании, со фирми кои ќе бидат решение, дел од решението на проблемот, а не додатен проблем. Да. Значи сериозна компанија. Сериозна компанија. Ние тоа го препознавме и инвестиравме во работи кои што ретко кој во нашата држава го правеше во тоа време. Тоа ни возможи да ги донесеме најдобрите и да не кажам најголемите компании претежно од германскиот пазар. Значи нема да ги споменувам бидејќи повеќе некои од компаниите веќе за жал не постојат. Можеме да ги споменеме што тоа се големи компании. И стекнувањето на доврбата ке одредени партнери. И ние имаме, односно луѓето кои се сретнуваат на пазарот, често пати знаат да кажат, ние во текстилот се сретнуваме најмалку 3 пати. Што тоа значи? Дека луѓето се во текстилни компании кои имаат свој век на трајање, потоа пропаѓаат, меѓутоа луѓето заминуваат во нови други компании така и се сретнуваат. Импресиите од соработката остануваат и се раскажуваат. Едно такво раскажување на соработката со нашата компанија допринесе да навистина ние се чувствуваме горди. Мојот син, поголемиот, кога пред 13 години почна да работи со мене, кога одеше
со мене на пат, свати што значи името Илиев. Кога луѓето збореа со респект и кои луѓето сака да соработуваат. Нашиот раст се должи токму на тоа што претходно реков, пожртвуваното работење и исполнување на обврските и убавите зборови искажани од партнерите. Нема поголема реклама од искажана од некое искуство. Тоа ни овозможи да нашите партнери да нас ни дават повеќе работа отколку ние што можеме да сработиме и тоа не тераше ние постојано да инвестираме во нови капацитети и растот навистина одеше во нагорна линија и одеше со темпо што навистина беше импресивно во тоа време. Може ли малку овака? Значи, почнувате 3 јуни 98. Рековте основач заедно со вашиот брат и уште двајца партнери. Вие сте по вокација економист, така? Да, економист. Говорите германски одлично. Да, така. Со колку го почнувате овој бизнис и која е првичната идеја? Со колку пари го стартувате бизнисот? Значи, вака, бизнисот во Македонија тоа време се стартуваше со 5000 евра, кои јас не ги имав, меѓутоа заедно марки, со партнери, марки, така? да, со 5000 марки, и тогаш со партнерите заедно инвестиравме. Сите тројца по 5000 марки Не, или не, вкупно? скупно 5000 марки. Меѓутоа, беше важен концептот. Важно е да добиете надози, некој да ви верува. Јас имав прво доверба во партнерите со кои тоа го правев и тоа беше доволно за почеток. Ви беше страв? Знаете што, кога ќе се определите за една работа, веќе стравот исчезнува. Стравот мора постојано да биде тука. Вие ако го немате, јас и денес имам еден потаен минимален страв од било која работа, што ја работам, дали ќе ја направам како што треба. Значи, заради мене, не заради другите, бидејќи тоа зборува за мене, за мојата одговорност, и за тоа сме многу внимателни што зборуваме, што презимаме како врска, се со цел да таа врска биде реално изводлива и исполнива од моја страна, односно од наша страна како тим, како компанија. За еден И сега успешен- да не заборавам да кажем овде, значи растот на фирмата ИНТ, за жал другите партнери не можеа да го пратат, бидејќи како што одминуваше времето, нашиот квалитет, нашата желба за напредок јасно беше искажан и на нас ни тебе беа потребни подобри брендови со повисоки цени, со цел да можеме подобро да профитираме и да можеме подобро да живеат нашите работници, односно нашите соработници и нашите партнери. Ценовното ниво на групата со која што почнав, веројатно тешко можеше да го издржи тоа, и тешко можеше да го издржи и растот. Тоа требаше нови инвестиции, требаше кредит. Не, тие се одлучија да тргнат во друг правец, да отидат со нивното производство на далекиот исток, поточно во Шри-Ланка. А мене ми оставија простор да јас сам ја креирам натаму, бидејќи тие видоа дека јас имам други видувања, други желби, што сосема се нормални, меѓутоа нивните видувања и нивните желби беа малку поразлични. Тоа не значи дека не сакале профит, дека не. Апсолутно, да, но концепти различни. Меѓутоа различни концепти и тие продолжува со нивното производство таму кај што има најдобар бенефит, односно купија фабрики во Шри-Ланка и продолжија, меѓутоа во исто време ние продолживме со нашата комуникација, како што реков и денеска ние сме сите заедно. Значи ние и кога работевме, бевме искрени и до крај соработници, и кога се делевме, бевме искрени до крај, се разделивме со миролюбиво. Не миролюбиво, туку до крај со разбирање, така да не беше никаква пречка. Кога заработувате не е проблем секој да го добие својот дел, и кога некој добива и нешто повеќе од тоа што очекува, јасно е задоволството на сите. И тоа задоволство продолжи во нашето пријателско однесување и гостување, и сега ми беа гости на 25 години минатата година. А они работат уште со Шри-Ланка? За жал и таму работите се некако во стагнација, иако тие фабрики се уште постојат, меѓутоа човекот, иако има 85 години, се уште е голем ентузијаст и продолжува со еден тим да работи. Значи, сакам тоа само да го појаснам, дека борбата мора да продолжи, ако сакате да обстоите, да се борите да имате што подобри клиенти, да имате што подобри цени, за да можете да одржите. И благодарение токму на тој концепт не држеше толку долги години успешна компанија во делот на текстилот. Од секојаш ме интересирало, што бара еден Гери Вебер или Армани? Бара цена ниска, работна рака или бара квалитет? Што му е пресудно? Вака, секоја компанија бара работи за профит. На прво место е профитот.
меѓутоа за да оствари профит и треба одреден квалитет. Секако без квалитет не можете да зборувате за цена. Значи цената мора да за производот кој што го произведувате, покрај цената со која што може да пројде на пазарот, мора да има и соодветен квалитет. Сега нашата желба, значи ние сме спротивставени странки. Ние сакаме повисоки цени, ако може и малку понизок квалитет. А тие сакат се повисок квалитет и пониски цени. И таа борба траела и вечето ќе трае. Значи тука е надмудрувањето. Умешноста е во надмудрувањето како кој ќе успее. Значи сите барат исто, меѓутоа секако дека кога вие ќе се покажете дека тој има соработка со вас со помалку проблеми, не зборувам без проблеми, со помалку проблеми, ќе ве одбере вас со повисока цена за подобар квалитет и помалку проблеми. Не само квалитетот во текстилот, како и во се друго, меѓутоа во текстилот посебно се битни и термините за испораки, кои што не помалку важни се од квалитетот. Значи, квалитет се подразбира сите фази во еден производствен процес да бидат запазени. Термин, квалитет, цена и се така. Да, тоа да нема доцнање, тоа се. Апсолутно. Значи, како еден кочанчанец успева покрај толку штипски конфекции да сгази вака? Знаете што? Штип беше, нели, како го вереа, македонскиот Манчестер, да, така, и останува. Значи, прво, ние сме сите на еден исти брод. Вие знаете дека чевли се продаваат на една улица каде што има повеќе продавници за чевли, не една продавница. Да. Така да и Македонија беше и е интересна со текстилот дека има повеќе фабрики и повеќе производители. Место под ова сонце има за сите. Само треба секој да ја заврши успешно својот дел од работата и од врската што е презел. Ние како компанија соработуваме со многу штипски компании и поддржуваме во овие тешки времења, како не само штипски, него било која компанија во државата, бидејќи нашата ориентација и нашата позиционираност беше давање на услуги што не може секој да ги даде или да ги понуди, и ние се концентриравме токму на она што ќе биде магнет, што не може секој да го направи. Ние имаме инвестирано опрема која една машина чини колку една фабрика или една линија за производство на конфекцијска облека. Значи, нашата определба точно беше во таа опрема што ќе донесе доволно налози да бидат запослени нашите конфекции. И секој ќе ја заврши својот дел од работата, тие ќе ги сошијат, ние ќе ги довршиме другите операции за кои што сме спремни и заеднички ќе направиме еден квалитетен извоз по една повисока додадена вредност од која сите ќе бидеме на крајот задоволни. И тој концепт е одржлив концепт. Заеднички настап. Почнувате со 5000 марки, за 4 години стигнувате до најголемите, 200 најголеми компании во државава. Колку е денес обратот на пари на ината групацијата? Ќе говорам потоа бидејќи имате повеќе портфолија тамо, ината мода, ината чорап, ината грдежништво, енергетика и така натаму и така. Колку е обратот вкупен кој што го правите денес? Вака, сакам да ви кажам дека ние зборуваме денеска за ИНТ, не зборуваме за другите фирми каде сме содружници кај што произлегуваат од ИНТ. Добре, зборуваме само за ИНТ и зборуваме само за делот на текстилот, што е 100% извозно. Значи целокупниот обрат во ИНТ е извоз. Добро. Во последните 15 на години обратот на ИНТ се движи помеѓу 10 и 15 милиона евра на годишно ниво. А добивката? Добивката е релативна. Знаела да биде и многу висока, релативно висока, знаела да биде и пониска, меѓутоа, бидејќи ние рековме дека постоиме 26 години, со нашето релативно паметно и умешно менаџирање и инвестирање во области што ќе носат додатни средства, не овозможува да релативно спокојно ги дочекуваме и потешките и кризни времиња, како што беше COVID. И ние сме една од ретките компании, не сакам да кажам единствена, која немаме користено ниту една субвенција од државата, дали тоа во COVID, дали тоа за опрема или за било што. Напротив, и во COVID состојбата ние бевме тие кои дониравме и одредени средства на Министерството за здравство, се со цел да помогнеме во справувањето со кризите и предизвиците со кои се соочуваше нашата држава. Обратот 10-15 милиони евра, така отприлика? Да, годишно, на годишно ниво, да.
Па добро, и добивката, генерално кога зборуваме, и нели народот обично како вели, добивката, профитот, меѓутоа, голем дел од оние бизнисмени, дел од добивката ја реинвестираат. Претпоставам така. Така. Покупување машини, тоа е така размислен бизнисмен. Значи, апсолутно, ние ако зборуваме за ИНТ, почнавме во 32 квадрата изнајмен простор, а денеска ИНТ располага со собствени хали преку 12.000 квадратни метри. Тоа зборува за инвестицијата. Значи, без такви инвестиции вие не можете да правите и да планирате некаков развој. Значи, ИНТ точно знаеше во одреден момент што треба да направи и сметам дека начинот на кој ги правиме инвестициите ни овозможуваше да инвестицијата релативно брзо ја вратиме. Тоа значи дека мора да имате сетило нос, што се вели, за осет во кој момент која инвестиција треба да направите и колку брзо ќе ви ги врати, ќе се врати таа инвестиција. За среќа, нас и среќата и нашиот труд што го влагуваме, ни возможуваше инвестициите релативно брзо да ги враќаме. Бизнисмен брзо носи одлука или секојаш бара да преспие? Па, мислам дека јас носам релативно брзо одлуки, не знам за секој, меѓутоа пожелно е да размисли, нели? Сепак јас зборувам за инвестиции кои мојата компанија можеше да ги поднесе, па макар и да бидат погрешни, дека немаше да ја потресат на тамошната екзистенција, така да храбро носев одлуки. Не значи тоа дека секоја моја одлука била исправна, меѓутоа човекот најлесно се учи на собствените грешки, иако најскапо ги плаќа. Има и такви, сум ги платил. Сум платил и туѓи грешки, и тоа не е спорно. Меѓутоа, тоа е животот и јас со тоа се помирив и се соочив и знам дека тоа е така. Се случувало и огромни компании на запад да пропаднат, да ни однесат огромни побарувања, да пропаднат, што се вели во бунар, меѓутоа, ниту еден што бил во ланецот со нас не изгубил 1 цент, без обри што се случувало надвор од пазарот. Значи сме знаеле целокупниот ризик да го преземеме на нас. Дали сте од тие бизнисмени кои што на секој први даваат плата? Да, не на секој први, пред први. Значи даваме последниот работен ден во месецот. Тоа може да се деси понекогаш и да биде и 26. Меѓутоа никогаш во мојот живот, во моето постоење до денеска, 26 години рековме, не било втори. Втори не постои во нашата компанија. Вистина? Да, токму така. А колку вработени имате? Со колку почнавте, колку имате денес? Па јас почнав тогаш со 4 вработени. Денеска во одредени периоди се движеше таа бројка и можеби нешто повеќе, доаѓавме до 120-130 луѓе. Денеска сме стабилни на нешто над 90 вработени. Добро, 90 фамилии, што е исклучително голема бројка за кога е кочани во прашање. Кочанчаница претежно или Па, тие? Ние сме компанија која луѓето не ги бираме по местата на живење, по квалификацијата ги бираме по желба за напредок и за успех и јас сум многу среќен што ние имаме вработени од Виница кои доаѓаат секојдневно, имаме од разни други места кои доаѓаат, од Штипи имаме вработени кои доаѓаат. Значи за нас, за мене вработените се навистина многу важни. И јас кај мене во животот, моето семејство, мојата фирма, вработените, партнерите и пријателите се што имам. И за нив правам се што можам да направам да тие се чувствуваат сигурно околу мене. Вака звучи премногу, како да кажем, за македонски услови премногу неверојатно убаво. Едноставно се прашуваш дали е возможно. Од кој аспект даноци плаќате на државата? Што е оно што како успевате да пливате во... Знаете, ние за македонската економија малку имаме чудни сваќања. Како успевате да пливате во ова море? Вака, кога ќе бидете свесни дека ако сакате да возите по добри улици, тогаш мора сите обврски да ги исполнувате према државата. Вие ги исполнувате, а не возиме. Јас сум повеќе од свесен дека ние можеме да купиме сите од нас по некој добар автомобил. Меѓутоа, ако не платиме даноци, да тие улици бидат закрпени, направени како што треба, тогаш нешто ќе го скршиме автомобилот, ќе ги скршиме и главите. Значи, колку е важно плаќањето на даноци.
Се надевам дека имавме добра прилика колку е важно плаќањето на даноците и правилното инвестирање на средствата беше и ковид состојбата. Значи, ако правилно навремено ги изминуваме сите наши обврски према државата и ако градиме систем за образование први, значи нас ни треба еден здрав систем за образование, бидејќи таму почнува се. За жал, ние во нашата држава веќе не можеме да зборуваме за стручни кадри, бидејќи кадрите кои ги имавме од стариот систем, дали се тоа зборуваме за водоинсталатери, дали зборуваме за заварувачи, металостругари или било што, од стариот систем веќе замина во пензија или замина надвор од државата. Овде во државата веќе немаме стручни луѓе кои ќе ги завршуваат овие обврски, па и за сите други сега да не ги набројувам. Да. Тоа значи дека системот на образование е најбитен во една држава и мислам дека колку брзо ќе го смениме образовниот систем, толку брзо ќе успееме да тргнеме и напред. За стопанството му се потребни стручни луѓе, му се потребни добри инженери. Тие доаѓаат од образованието. Ако имате право образование, во овој глобален свет, вие не може да направите конкурентен производ без квалитетна работна сила. Таа квалитетна работна сила мора да биде произведена. Денес сте стабилни на 90 вработени, што е исклучително голема бројка. Ковидот велите дека направи проблем, сериозен проблем во однос на комуникација со Западна Европа, со или? Па, знаете, ковид направи прво поместување на се во нашите животи, значи начинот на живење и така натаму. Направи поместување кај нас, направи поместување на Запад. Тие поместувања се многу пострашни за нас, бидејќи тие поместувања на Запад директно се рефлектира на нас. Значи, се уште ковид кризата, односно проблемите што ги предизвика ковид кризата на Запад не сте исчезнати. Значи, ние имаме постојан пат на нарачката на налози. Тоа е еден сериозен проблем кој се провлекува колку години после ковид кризата и не знаеме до кога ќе се провлекува. Илиев, голем дел од конфекциите, бидејќи ние сме генерално лом производство, се жалат дека веќе ќе стават клуч на врата. Што е проблемот? За жал, проблеми има повеќе. Прво, рековме дека состојбата во текстилната индустрија оди ретроградно подолг временски период. Зашто? Има повеќе причини. Сега, ако навлеземе ќе биде... Не одиме во политичка дебата, туку се чудам зашто. И тоа е дел. Значи, прво, јас сметам, ако мене ме прашате лично, после ќе дојдеме до таа тема, зошто сум уште во текстил, бидејќи сметам дека му борчам. Јас се што направив и дојдов за да можам да инвестирам во нешто друго, го направив преко текстил. Тоа е моја обврска, моја должност. Да се одолживте. Да, ви се одолжувам. Значи уште и ќе се одолжувам, ја немам намера да застанам овде. Значи, моите деца се овде со мене, рековме дека моите пријатели, значи подолг временски период за време на мојата екскурзија и така натаму, тие се осамостоја и тие подолг временски период ја водат компанијата сосема успешно. Колкави се деца вам само? Значи, двајцата се економисти, едниот е 30 години, другиот е 36 години. Па добро, таман се зрели се. Зрели? И пропуштате или? Се сум пропуштил веќе, препуштено е се. Да? Јас сум овде, поддршка за се што треба, меѓутоа во најголем дел од работите и тие го сменија и начинот на работењето, односно од претежно лон, ние сме сега фирма која правиме класичен извоз, што ни овозможува. Што значи тоа? Тоа Класичен значи многу. извоз. Значи, класичен извоз, значи ние извезуваме комплетен производ, купуваме ткаенини, изработуваме најпрвен од идеја, правиме колекции, кои колекции понатаму преку нашите партнери одат во продажба, по продажбата се сумират резултатите, ги добиваме бројките. За повеќе брендови работиме. За кого? Работиме за Холандија, Белгија, Германија, Швајцарија, за повеќе брендови. И тоа сериозни бројки работиме. Колку? Па, сега морам, ако ви кажам дека месечно сигурно во овој момент работиме преку 30.000 парчиња во класичен извоз. Што 30.000 парчиња? Фармерки, кошула, се карикира? Претежно работиме фармерка, меѓутоа работиме и друг дел, и други производи. Работиме и машка кошула, и женска блуза, работиме од се. Значи, конфекцијскиот дел е малку поширок. Значи,
И ве прекинав, но тоа е многу голема дискусија. Навистина ли големи конфекции, голем конфекции се под прашање да заклучат, да затворат? Така, значи, ние имавме после ковид ситуацијата едно намалување на бројот на вработените, значи тенденцијата на намалувањето на бројот на вработените во текстилот, навистина е подолг временски период и тоа ствара огромни проблеми, значи на конфекциите со кои тие се соочуваат и нема решение за тоа веќе се гледа, бидејќи нашите вработени дел отидоа на запад, дел отидоа во некои од странските компании, бидејќи секогаш некако странските компании успеа да изградат имидж дека како се странски се подобри. И некако нашата желба е секогаш да работиме во некоја или за некоја странска компанија. Се извинувам, колку е просечна плата во конфекцијскиот дел кај ИНТ? Значи, ние се држиме во главно просечната плата во делот на државата. Значи, ние немаме луѓе со минимална плата. Значи, никогаш не било тоа. Тренд да ние имаме пропишаната минимална плата, секогаш кај нас е најниската плата повисока од минималната плата. Значи, од 30.000 од 30.000 денеска веќе не можете да добиете квалитетен работник, да, токму така. И тоа работа 5 дена во неделата, 8 часовно работно време. Нема сабота неделата? Не, празник. Тоа е завршена приказка. Одмор, регрес за годишен одмор и тоа не минимален, туку секогаш можеби 50% над минималниот. Не може би да го сигурно. Вака кога ве слуша човек како бизнес ангел делувате. Не, добро, јас зборувам за бројки и факти кои вие можете да ги проверите. Тоа се јавно доста бројки, дека ние регрес за годишен одмор за минатата година исплативме 20.000 денара, тоа не е тајна. И К15. Тоа зборуваме за регрес, тоа е К15. Да, затоа јас просто ја знам што е. Да. Клими има, така обично ли се желаат работниците да работат прва, трета, втора, пак се... Сега, значи некој треба да дојде за да види, за да збориме. И мислам дека е не добро да зборуваме за услови за работа, бидејќи условите за работа се нормални, тие дека тука постојат и јас тврдам дека условите за работа кај нас се на надпросечно ниво. Па сигурно кога работите за западноевропски големи компании, квалитетот мора да биде и работникот мора да биде. Така е, тие кои дојдат сакат да видат како го третират, како еден бизнисмен го третира работникот? Вие го третирате како другар или пак мора да постои она дистанца? Знаете што, јас преска реков дека покрај другите што ги направив, моите вработни се дел од моето пошироко семејство и јас сакам да и се најдам за било кој нивен приватен проблем или било што. Значи, имаат совет од мене за се што треба. Прво сметате дека можам да ја помагам, обратете се прво на мене, а после на друг. За било кој дел во животот. Значи, ние сакаме да бидеме заедно да ја делиме судбината во секој сегмент. Дали, бидејќи овој подкаст, ова емисија гледаат и млади, ние малку во однос на идолите си имаме пореметено, знаете, бидејќи време кога она средна класа се изгубиме повеќе сиромаштија, пак гледаат и оние младите да стигнат што побрзо до брзо заработувачка, па тоа не го гледаат низ вистински идоли, туку го гледаат низ погрешни идоли. Например, како еден бизнисмен размислува, еве како вас, кој што сега кој слушаме, немам одмор, нон-стоп работам, фамилијата трпи, нон-стоп сум на пат. Како ужива Илиев? Што е оно што вас ве опушта? Например, со некој кога разговарав, секој различно да ще кажа. Што ве опушта вас? Мене ме опуштат исполнувањето на моите обврски преземени. Ништо друго. Само тоа ме опушта. Јас сум среќен кога врските кои ги имам преземено ги извршувам онака како што некој очекува и посакува. А што ви прави задоволство? Да отидете да потрошите пари во кафеана, да купите убав автомобил. Ве прашам затоа што со многу бизнисмени со кои што разговарав различно коментираат. Знаете што, се е тоа нормално и човек добро е да има желби, ама да има не многу желби. Многу желби е опасно во исто време. Не мора да има некоја манија. Ја имам манија, например, на парфеми, карикирам се или да... И јас имам манија, јас сакам убав автомобил, ама тука застанува мојата желба и ако можам да си го приуштам, ќе го приуштам. Ако не, застанувам и не ми е тоа првенствено тоа да го направам пред инвестицијата во машина. Да, но... Значи, јас ако ви кажам дека со моето семејство живее во стан од 68 квадрати,
А инвестира во бизнис. Значи се што имав го инвестира во бизнисот. Прво направи хала за производство, а после тоа пристоен дом за живење за моето семејство. Значи приоритетите сами си ги ставате и многу е важно да ставите добри приоритети, меѓутоа најважно е од се да сите гледаме да го очистиме сопствениот двор. Апсолутно. Значи, тоа е една од најважната работа. Ја мислам дека ние, за жал, како луѓе, повеќе се занимаваме со нешто друго, отколку со самите себе. Треба да го вратиме филмот и ако имаме ние некоја тежина или некоја проблем, треба решението да го бараме кај нас. И проблемот и решението е кај нас, не е на друго место. Секаде се почнува од Ама дома. мора да ја смениме перцепцијата и пристапот. И треба малку и само критични да бидеме. Знаете што, не може за моите проблеми некој друг да биде виновен. Може за еден дел, ако ми направи проблем. Меѓутоа, генерално, проблемите се мои и решението треба да биде мое. Мора да го смениме пристапот. Знаете, јас подолго време сум присутен на западноевропските пазари. За жал, колку и да е брутален, ние мора да учиме. Различна е состојбата. Еве зашто зборуваме. Зборуваме, не може да споредуваме ние ништо Македонија со Германија, еве, например. Големина, не знам, плати и било што. Значи, не треба да споредуваме. Меѓутоа, ако тргнеме во делот на бизнисот, сегде е тешко, не значи дека и таму има тешкоти, може би и поголеми отколку овде кај нас. Најважно е, она што ќе го поставите како цел, да напорно работите, да бидете жртва за него и дека резултатите ќе стигнат. И најважно е, важно е, и јас тоа секогаш пробав да го направам, да направиме спој, бидејќи македонскиот пазар е прилично мал. На нас ни е потребен извоз за да можеме и како држава и како фирми да живееме. Значи, мора да ги искористиме предностите. Кои се предностите кои ние ги нудиме во Македонија? Тоа е релативно добра цена. Тоа не значи дека треба да биде ниска, него реков релативно добра цена за странецот. Висок квалитет и да ги искористиме предностите што ги нудат нашите партнери. Тоа е огромниот пазар и секако можноста за раст и развој. Без една такво поврзување, потешко ќе оди развојот. Зборуваме за индустријски дел, за производ кој треба да го продадете и така натаму. Веројатно постојат и гранки кои не мора, меѓутоа зборуваме за нешто поголемо, да направите и да излезете од рамките. Се плашите од Европска унија? Од влез на Македонија во Европска унија? Па, значи многу. Дали се плашите вие? Не, воопшто, значи зошто да се плашиме, значи ние и сега се сме отвара пазарот. Ние гледаме сега дека немаме работници па се носат од Индија, не знам од каде доаѓаат. Знаете што, ние и да не влеземе во Европската унија, веќе сме влезени не сме во Европската унија, сме влезени. Добро, луѓето веќе можат. Не, луѓето затоа што нема визи. Да. Значи ние мора да работиме на подобрување на состојбата, а верувам дека ќе дојде еден таков момент бидејќи нигде рози не цветат. Сегде има и по некој трн. Знаете, и треба да го изберете правиот пат. Не значи дека во нашата држава не може да се направи бизнис кој е исто толку добар колку и на Запад и во Европската унија. Предностите што ги има Европската унија се огромни, меѓутоа не помалку предности имаме и ние. Само треба да знаеме да ги користиме и навремено и правилно да ги искористиме. Сега тука има еден друг момент. Знаете, сега зборуваме за текстилните фабрики, се случува и други. Има пад, раст и така натаму. Падот кај нас на еден бизнисмен во една гранка, значи многу, тоа е страшен удар, бидејќи ние сме мала држава, секој знае и ние сме луѓе кои знаеме да многу да раскажуваме и да делиме нечии судбини и понекогаш пред да се случи нешто ние кажуваме готов е тој и така натаму и тоа е доволно да му се направи поместување и да не може да се врати. Додека на запад комшијата преку вратата не знае што тој работи и денеска го затвара овој бизнис, утре отвара нов бизнис. Значи тоа е огромна предност. И огромно
психолошко олеснување. Добро, ние сме Ние таков како народ. бизнисмени или како држава, како луѓе, сме сите оптеретени да не ни се случи нешто, бидејќи тоа многу брзо се шири. Таков народ сме ние, да му умре козата на комшијата. За жал, ама верувам дека младите генерации ќе сватат дека од тоа нема фајда и дека генерациите тераат сосем друг пас, не се ни замараат. Да, и не треба да се замараат, треба да имат собствени идеи, собствени желби и да работат на реализациите на идеите и успехот ќе биде неизбежен. Бидејќи ве задоволствува автомобилите, кој автомобил ви е миракал? Денеска во Македонија имате автомобили и нема лош автомобил. Значи, дали е тоа малку користен или нов и така натаму, јас сум љубител на нов автомобил. Било кој да е нов. Било кој да? Да, било кој да е. Добро. Па ама немаме патиште улици каде да ги возиме, Па, да е, добро. например, едно што ја знам, Порше, например, кај ќе го возиш, нема кај да го возиш. Сега, така е, меѓутоа ако се има желба, ако е таа единствена желба, значи лошо е за еден бизнисмен да има многу такви желби, да имате, например, да имате врвен автомобил, па да имате Rolex часовник или не знам што уште не, тогаш веќе преваѓате во една фаза која може да биде опасна. Ама добро, тоа кај нас така љубов изгледа, само во за една, светот не е така. Тоа кај нас само се плашат бизнисмените кои што работат успешно, како вас да кажат колку заработуваат и покрај тоа што ги гледаме. Во светот е престиж, например, да кажат колку заработуваат, па ги прават оние Forbes листи и така натаму. Кај нас тоа е се уште табу тема затоа што по дефолт луѓето кои ќе кажат види го овој колку заработи, сигурно на нечестен начин ги стекнал. И кога ќе слушнат, почнав со 5000 марки, жена ми, децава, ништо не гледав, немав одмор едно друго, тогаш веќе е друга приказната. Сакам да кажам, ако сакаш да работиш и ако работиш честно, ја тоа е идејата, да ја развием таа табу тема. Што Значи- ако заработувал значи, Николчо, карикирам, 1, 2, 3 милиони евра? Па не ги украл? знаете што, први дека крајно време е сите да сватиме дека сите треба да работиме и да се надпреваруваме. Надпреварот е многу важен. Да. Јас во принцип не сум спортист, ама имам спортски дух. И во еден жаргон сакам да кажам дека јас во мојот бизнис го гледам како качување на врв. Се качувам на врвот, Уште се го чувате? да, се качувам уште со нови бизниси и така, не сам, со партнери и така натаму. И качувањето ми е задоволство, меѓутоа искачувањето на врвот и подолгото задржување на врвот може да биде опасно. Треба на време да го напуштите врвот. А јас спуштањето од врвот го користам за размислување за новиот предизвик, за новиот врв. А што се спуштате и се качувате на ново дрво? Ако добро капирам, Па така? така, или Од на нов прилик. врв. Тоа значи дека ако овој бизнис јас не го напуштам, значи текстилот, рековме дека му должиме многу, му должиме не само ние како компанија, туку и сите во државата, па дури ако сакате и државата борчи, бидејќи 90-те години со осамостојањето текстилот, конфекциите беа вентил за решавање на проблемот на вработеноста. Сметам дека и државата борчи помалку. Па искрено, кога сме на оваа тема, бидејќи сме членка на НАТО, например, ја не можам да сфатам зошто Македонија, која што е текстилна држава, па претпоставам може за војските да прави, не знам, униформи, кебиња и така натаму. Барем имаме конфекции, но пак ќе влеземе во некоја политичка тема, а мораме да привршуваме. Претпоставам ќе се согласите. Знаете, така? се може, меѓутоа јас реков дека проблемите се јасни, дека ние во државата во делот на конфекциите ги губиме вработените, тоа е квалитетните вработени, некои заминуваат во пензија, некои заминуваат во странство, дури некои заминуваат и помлади за да чуват деца надворот на нивните деца. И така, значи тоа е еден процес кој трае и веројатно со едно забрзано темпо, со оглед на состојбите и на западниот пазар, каде што реков дека има огромни проблеми и огромни падови, што е основниот проблем во моментот немањето на доволно налози за производство. И тука е неминовно, вие ако сакате како компанија да обстоите, дека треба да ги одржите вработените, значи нашата цел е да ги одржиме вработените и да ги однесеме до заслужена пензија. Јас имам вработени кои заслужиле во изминатите 25 години што го сработиле, да, во овој момент и со помалку работа си земат плата. Апсолутно имам и така. И значи јас сум помирен со тоа. И затоа инвестираме во други гранки кои што во моментот имаат
подобра шанса за успех и тие ќе бидат, односно се уште не, ќе бидат додатна поддршка и помош во исполнувањето на мојата желба и обврска, односно текстилот, ние да бидеме, ако треба да го напуштиме, да бидеме, ако не последни, меѓу последните кои ќе го напушти овој брод. Ми годи муабетот, човек од вас едноставно може многу да учи, како беше она изрека и ја запомтив, премногу ја почитувам за да се отрујам со сопствениот отров, пред да ви се заблагодарам, бидејќи го фативе само конфекцијскиот дел. ИНТ групацијата се ширите веќе и на неколку други фронтови, меѓутоа нема да ги отвараме, можеме само да ги спомениме. Значи, вака, јас напоменав со оглед на состојбата на пазарот со текстилот и визијата која имат новите менаџери, тие веќе покажа лидерство, знаат што прават и веќе го покажуваат на дело, како што реков, прво преструктурирањето на фирмата од лон доработка во класичен извоз, што е огромно поместување и ни овозможува. Јас ќе напоменам дека во една тешка година, ланската година, ние направивме преку 9 милиона евра извоз. Нешто што е за почит и за поздрав. Не може да не прави несреќни и незадоволни. Не зборуваме за профитот, зборуваме за она што го правиме како извоз и сметам дека тоа е една добра поддршка на економијата во државата. Иако е мала, меѓутоа сепак е сериозна и чиста, јасна, тоа се пари дојдени од надвор. За да се одржиме таму, неминовно е да продолжиме и во инвестициите во другите гранки, како што реков. Затоа младите менаџери за времето на мојата екскурзија одлучија направи еден бутик хотел, кој што вработува околу 20 на луѓе и функционира и целта е исполнета. Значи Тоа е тој во функционира Кочани? во Кочани, во строгиот Добро. центар, си функционира, таму Деца луѓето го работат? 20 на луѓе земат плата. Браво. Значи тие го менаџират, не работат никој таму. Тие се плюс на овие 90, така? Да. Тој конфекцијски е 90, овие се плюс 20, добро? Овие се, да. 20 на 17, не знам точно колку се. Таму и менува се со оглед на состојбата Да. и така натаму. Меѓутоа и тоа функционира. Понатаму се одлучивме заедно со една група на пријатели, уште тројца пријатели, дел од тие големи познавачи на енергетскиот сектор, инвестиравме и заеднички изградивме и пуштивме веќе во производство 8,5 мегавати фотоволтаични централи. Значи тие во моментот инвестицијата е во тек, односно инвестицијата е завршена, тие веќе го дават својот резултат, меѓутоа прво ги измеруваме обврските према банки и се што треба и очекуваме во еден догледен период да бидат поддршка и на Енергетскиот систем во Македонија. Да, во енергетски. И може Не, да и бидат, вас да ви да бидат помогнат, поддршки на финансискиот да. дел на фирмата Сигурно, ИНТ, значи сигурно, бидејќи тоа е. Да. Понатаму со уште двајца партнери се одлучивме и направивме еден сериозен исчекор, направивме заедничка фирма надвор од државата повторно и инвестираме во градежниот сектор, односно во моментот градиме куќи за продажба во Грција. Што направивте вече? Ништо не направивме, имаме намера да направиме, значи имаме намера да покажеме дека и во тој дел кога работите сериозно, кога работите напорно, покрај тоа што го штитите капиталот од инфлацијата која што има, сепак правите и нова додадена вредност која ви дава нова енергија, нова сила да продолжите и да издржите уште 26 години. Јас ви посакувам многу успех на секој поле и на секој потфат што го имате фатено како ИНТ групација и овие портфолија кои што ги споменавме. Една порака за крај до оние кои што не гледат, особено до младите. Патот до успехот не е послан со розите, да знаат, меѓутоа како да не се откажуваш, како? Значи, мојата порака до моите синови, прво, ако можам да кажам, која постојано и секојдневно ја повторувам, можеби понекогаш ќе бидам досаден, е јасна и до сите млади, дека ви треба добра идеја, да работите сериозно, да ја сакате, да го сакате успехот и да сакате да успеете, да работите повеќе од колку што можете, да не мислите на одморот и проводот, туку да мислите на исполнување на вашите обврски, резултатите ќе дојдат побрзо од колку што ги очекувате. Тоа е единствената формула што јас ја знам и што ја практикувам во мојот живот за да стигнам до овде со компанијата која ми значи премногу во животот. И сега прав македонец, како би рекол, што прави човекот? Прави текстил, милиони,
Место да си земе една јахта, да си оди во Грција да се ужива, тој... Ние рековме Така тоа. Значи, размислувам. значи вака, ние рековме, кој што го исполнува и што го прави среќен. Јас реков во еден дел од моето излагање дека мене ме прави среќен исполнување и успешно завршување на преземените обврски. Ама мора да Нема има некој посреќен момент човек. кога се релаксирате онака. Па имам, јас и тоа ме релаксира. Знаете што? Немаме време, сакам да ви раскажам една убава случка од мојот бизнис која го имам доживеено во Германија. Меѓутоа не знам дали имаме време. Ќе ве викнеме повторно. Има еден многу убав момент кој точно го опишува моментот на мојата среќа. Ајде кажете го, ако е да кратко. Значи јас сум во Дизелдорф на сајм и ме поканува еден партнер на средба. Моите очекувања во тој момент се многу лоши. Значи тоа сум го раскажувал на многу луѓе и сакам да го раскажам. И се лоши и некако почна помалку да вее снег и јас се јавувам дека ќе доцнам. И тој ми вика, иако по природа мислев дека ќе ми го откаже состанок. Тој ми вика, знаете што, иако доцнеш, јас те чекам, дојди. И јас понатаму размислувам каква приказка да смислам за да не отидам на состанокот, бидејќи моите чувства и очекувања од тој состанок нема да бидат баш добри. Сепак отидов. Седнавме, уште првичниот разговор, нешто ми најавуваше дека ќе се случува. И да го довршам муабетот, од лошо очекување, јас направив бизнис кој не ја што не го очекував, не го помислував, туку малкумина може у тај момент да помисла дека можам една таква успешна работа да направам. Состанокот траеше многу подолго од кога што предвидувавме, може би половина ден помина таму. Кога завршивме состанокот, јас седнав во кола да се вратам назад за Дизелдорф, бидејќи летот ми беше од Дизелдорф, и во колата сам и ми доаѓа да викнам овака како спортист и така натаму и ударам во колата. После 30 секунди се смирувам. Зошто се радувам? Земав повеќе работа, значи ќе имам повеќе проблеми. Значи и тие проблеми мене среќа ме прават. Еве, мојата среќа ја искажам во тој момент. Благодарам што бевте во бизнес. Благодарам на поканата. Николчо Илиев, основач на ИНТ групацијата во бизнес муабети на Фактор МК. Ви благодарам почитувани што бевте со нас. Се гледаме повторно од сега за 2 недели, бидејќи 2 август нормално е празник, па се гледаме после 2 август. Довидување во овој празнични денови.